Замешал ли словенечкиот екс-пратеник Зоран Талер прсти во спроведувањето на стратегијата Надеж? Мега аферата кеш за амандмани, поради која Зоран Талер го загуби пратеничкиот статус во Европарламентот, отвара нова дилема. Му помагал ли словенечкиот социјалдемократ на својот македонски колега Бранко Црвенковски во операционализацијата на стратегијата, за која македонските граѓани платија над 340.000 евра? Споредбата на делови од скандалозната стратегија со извештаите на сега веќе екс-известителот на Европскиот парламент, случајно или не, водат до заклучок дека ставовите на Талер секогаш се идентични со оние кои Црвенковски и неговите оперативци ги пласираат во јавноста. Ако се има предвид дека Талер и изготвувачот на стратегијата Надеж Дејан Верчич се блиски пријатели, а екс-словенечкиот пратеник според Sunday Times има искуство во вонинституционално работење, останува огромен простор за сомнеж во неговата професионалност и непристрасност при изготвувањето на нацрт извештаите на Европскиот парламент за Македонија. Ако се има предвид дека токму Верчич го советуваше Црвенковски да создаде атмосфера дека во Македонија се гуши медиумската слобода, се поставува дилема како токму овие делови од Надеж се најдоа во нацрт извештајот на Европската Унија. Јавноста долго ќе бара одговор на прашањето дали Талер соработувал со пристап на неговиот близок пријател Дејан Верчич и дали постои можност тој да поднесувал акти во Европскиот парламент кои биле поврзани со делови од стратегијата Надеж, исто како што поднесувал амандмани за новинарите на Sunday Times. Доколку е тоа така, се поставува и прашањето колку пари доби Талер од стратегијата Надеж ако за еден амандман во Европскиот парламент со британците се договори за 100.000 евра. Со обично прегледување на документите се забележуваат фрапантни сличности и помеѓу деловите од стратегијата Надеж и поедини акти кои Талер ги процесуирал во Европарламентот. Например, на страница 17 во точка 2, словенците му препорачуваат на Црвенковски да се воспостави медиумска алтернатива од печатени и ТВ медиуми, например со помош на Соросовиот фонд за отворено општество или европските фондови за плурализација на медиумите. Талер во точка 16 на страна 5 од нацрт извештајот пишува да се акцентира потребата од инволвирање на цивилниот сектор во процесот на креирање политики. Ако се има во предвид дека најголем представник на овој сектор во Македонија е Соросовиот фонд, сомнежот за поврзаноста на двата документа е повеќе од очигледен. Подлабока анализа на стратегијата Надеж и незина споредба со актите кои Талер му ги доставувал на Европарламентот доведува до многу заеднички точки за кои експертите кои ги контактираше Сител се сомневаат дека се само обична коинциденција. За блискоста меѓу Талер и опозицијската СДСМ, група новинари веќе го известија Европарламентот, а главни во одбраната на Талер тогаш беа медиумите и опозицијските невладини организации, за кои и Надеж и Талер во извештајот на ЕУ препорачуваа да се вклучат поактивно во политичките случувања. Бидејќи Талер не сака да одговори на телефонскиот повик на Сител, останува да лебди и прашањето зошто без да биде предизвикан од никого тој во своето писмо со кое сакаше да се оправда за митото од 100.000 евра сам се поврза со аферата Надеж и зошто овие фотографии со сопственикот на пристап Дејан Верчич беа тргнати од социјалната мрежа Facebook веднаш по избивањето на мега аферата на Бранко Црвенковски.